И во наредниве неколку минути во Добро утро Македонија со моите гости ќе зборувам на актуелна тема, ќе зборуваме за децата. Кои се правата на децата? Ги знаат ли децата своите права и кои најчесто ги крши нивните права? Телефоните ќе напоменам дека во овој момент се отворени 5511-783 за вашите јавувања и размислувања на оваа тема. Што мислите, дали децата си ги знаат своите права и доколку не, зошто е тоа така? Еве ги моите гостинки денеска во Добро утро Македонија. Ќе зборуваме на оваа тема со Даниела Трајковска, дипломиран гешталт психотерапевт и координатор на СОС телефонот за деца и млади. Да не погрешам. Добро утро и добро утро за Елена Јуци, асистент на канцеларијата на Мегеши. Добро ни дојдовте. Ќе започнеме со она што е најново и најактуелно во Мегеши. На што работите во моментов? Така, значи во моментов во првата детска амбасада во светот Мегеши функционира континуирано нели СОС линијата за деца и млади, која е тука представува која е тука за сите деца во Република Македонија и нели тоа е бесплатниот СОС телефон за децата 0800 122 22, секако во корелација со СОС линијата која што е бесплатна од страна на Тихом. Ние се трудиме да обезбедиме да е бесплатна и од страна на сите останати оператори во Република Македонија, за да може да е достапна за сите деца. Во соработка, во корелација со СОС линијата работи и бесплатната правна служба. После исто така активности со кои што се занимава првата детска амбасада во светот Мегеши се дневниот центар за децата кои што не се вклучени во образовниот систем, потоа мировното образование, борбата против педофилија, борбата против насилството врз децата. Исто така тука ни е и најновиот проект за децата кои што се излезани од домовите, од дом до свое и уште многу други активности. Ќе започнеме сосема накратко со проектот кој се однесува на децата кои што не се вклучени во образовниот процес. Она информација која што јас имав можност да ја прочитам, околу 18.000 деца не се вклучени во образовниот процес. Како го работите проектот? Значи, проектот не представува она прав проект, меѓутоа во првата детска амбасада Мегеши работи дневен центар во кој што се вклучени деца кои што не одат во училиште, кои што не се вклучени нели во редовното и задолжително образование. За таа цел, значи, работи дневниот центар за овие деца. Најчесто овие деца се од ромска националност на возраст од 6 до 14 години. Тука во дневниот центар значи им се обезбедува облека, донирано од граѓани, храна, водење на лична хигиена и како и едукација, игра и дружење. Дневниот центар значи представува една преодна фаза за овие деца за да можат да се стекнат со задолжителниот образовен процес. Меѓутоа тука им помага и на родителите, значи не само со децата, туку и првата детска амбасада Мегеши се труди да стапи во контакт со овие родители, за да им објасни за тоа колку е важно образованието и потребите од образованието. Министерството за труд и социјална политика неодамна започна една акција чија цел беше децата од улица да се згрижат, да се тргнат од улиците. Колку Мегеши како прва детска амбасада во светот ја поддржува оваа акција и на кој начин вие се вклучувате во акцијата? Така, значи оваа акција представува еден чекор напред во решавањето на еден вака комплексен проблем. Меѓутоа, нели државата е таа која што е одговорна и треба да се грижи за да ги заштити децата кои што се изложени на питачење на улиците, а да ги казни сите оние кои што ги искористуваат детскиот труд за своји цели. Значи, сметаме дека оваа акција е добра, меѓутоа крајно не го решава проблемот, затоа што дневните центри работат само до 16 часот, а што понатаму со децата, значи по 16 часот децата се повторно изложени на улица и плюс тоа треба да ја надокнадат нормата која што им била зацртана за тој ден. Значи во решавањето на овој проблем треба да се опфати многу по широко, да се разгледа секој случај поединечно, да се утврди значи зашто конкретно станува збор, значи кој стои позади детето или групата на деца, дали стои организирана група која што го организира тоа или самите родители притиснати од екзистенционалната криза која што те прекинувам, се најавија и казни за родителите кои што ќе ги пуштаат своите деца на улица. Колку сметате дека казната е
начин за да се реши проблемот. Така, значи нормално, значи државата пробува и изнаоѓа најразлични решенија, меѓутоа сметаме дека можеби проблемот би можел малце подругачие да се гледа, значи да се затоа што станува збор за екзистенцијална криза, значи можеби би било добро државата да вклучи барем еден од родителите во да биде вработен и на тој начин нема да има причината зашто родителот би ги изложувал своите деца на питачење. Исто така нешто многу значајно е да се вклучат децата во образованието и да можат на тој начин да стекнат свои нови навики и обврски кон училиштето кој што ќе им го зафаќаат целиот ден. Така. Имаме гледач на телефонската линија. Добро утро, кој не се јавува? Да, добро утро. Сакам кратко да прашам. Зошто не ги испитувате причините, да речеме, за семејното насилство? Зашто не е во контекст на, например, неверството или не грижата на мајката кон децата? Дали тоа треба да биде изоставено во кога се борите против семејното насилство? Прво треба да се бараат причините, а после да се бараат. Второ, а што ако Центарот за социјална работа не преземаат мерки за семејно насилство? Што вие тогаш можете да преземете или само едноставно дигате рација, они знаат, они се информирани? Зашто вие не вршите на лице место истражување, да речеме на лице место, дали Центарот лаже, во Центарот за социјална работа пријава многостоп, не прифаќаат, одбиваат, не даваат контакти со децата по телефон. Наводно сум ги замарал децата ако сум се јавил како родител кој се грижи и кој ги финансира и кој сака да контактира. Дали е тоа вознемирување да се слуша со децата пред тоа, да речеме со жената, веќе немаме контакти, мислам не сакам да вознемирам, сега се договорим со дечината, едвам чека да се јавам и да ги прашам за школа, пошто сум школован човек, да ги сослушам. Сега Центар за работа ми врши блокада во контактот од Гевгелија со децата. Наводно се организира да секој 2 сати, да секој 2 сати вика се јаваш, прво и да е точно тоа не е грешка. Така. Тоа не е точно, значи како родител може кој сака да влијае на нивото воспитување, на нивото образование, кои децата се радуваат на тоа, да те блокира, да ти заканува постојано и Министерството за труд и социјала ништо не презема против Центар за социјална работа. Ја мислам дека тоа Министерство е најнеактивно и треба да се преземат мерки од страна на владата да не го руши рейтингот и на владата Министерството за труд и социјала. Затоа што наталитетот се намалува преку изговор дека наводно имало ово, имало оно, акции семејно насилство. Глупости в случај македонскиот народ се треби, се чисти од земјата, едноставно се разни изговори и сакам меѓаши да се вклучат директно во испитување на причините, особено кога се раздеца на терен мимо Центар за социјална работа. Ви благодариме многу за јавувањето, за вашето размислување, иако семејно насилство не беше како тема за која што зборуваме, но факт е дека децата индиректно секогаш ги трпат последиците од семејното насилство. Во насилството, да. Значи еве веднаш да му одговорам на господинот, значи меѓаши не стои на страна од овој проблем. Секако значи може господинот слободно да се обрати на бесплатниот SOS телефон 0800 122 22. Меѓутоа, значи ние како невладина организација немаме надлежност конкретно во решавањето на таквите проблеми, но може да алармантно да делуваме врз надлежните институции како Министерството за труд и социјална политика или Народниот правобранител, значи да се обратиме до нив за подетално да го разгледаат овој случај и да действуваат врз основа на тоа. 0801 еве го гледате во моментов 22 е телефонскиот број на кој што можете да се јавите. Повторно стануваме на тема деца. Изминатиот период децата и тоа како беа во центарот на вниманието, многу немили настани во основните средните училишта во земјава. Се разбиваа многу дебати и дискусии за тоа од каде толкова агресивност кај децата. Работите и на ова? Да, секако. Значи, насилството во училиштата, значи беше посебно актуелно во овој период меѓу од страна на наставник кон ученик и секако тука да не го заставиме насилството помеѓу самите ученици. Кога зборуваме за насилство, значи не станува збор само за физичко насилство, тука секако е психичкото насилство, како и сексуалното злоставување на учениците од страна на наставниците, кое што за жал исто така многу често го среќаваме во последниот период. Значи тоа било присутно и порано, но во овој момент, да речеме, децата собираат малце повеќе храброст да се пројават и да зборуваат за тоа, што секако е за поздравување и за голема поздрав кон децата кои што собрале храброст да го кажат тоа, затоа што само на тој начин може да делуваме во негово спречување и превентива. Имаме, извини што те прекинувам, имаме гледач на телефонската линија, предност имаат гледачите. Добро утро, повелете. Ало, добро утро, поздрав за вас и гостите. Благодариме.
Вака сега, овдека е темата правата на децата во Македонија. Сега, тука се спомнува правото на децата, потоа питачењето на децата, тоа се малку поразлични теми, според мене, мислам. Така, добро. Вака сега, правата на децата стварно се големи. А што се однесува до питачењето на децата, на пример, питачењето на улиците стварно не го оправдувам. Тие деца, родителите нивни, треба да добијат 2 пати опомена. Така. Во спротивно, веќе 3 пат нема, се знае да се треба да им бидат одземени. Според мене, така ќе се спречи. А, работа, труд, злоупотреба на деца. Сега вака, јас имам пријатели во Соединетите Американски држави. Сега, кај нив не е ништо детето, например, да оди самото да си работи, да продава или нешто. Тоа не е срамота. Тоа не е ни злоупотреба, ни ништо. Со навршување се знае на 16 или од 15 па нагоре години. А питачењето се знае. 2 пати опомена, 3 пат одземање на детето. Мислам тоа. А што се однесува до агресивни деца, претежно, според мене, е тоа на деца кои имаат семено нарушување, каде се родителите или се разведуваат, или едниот алкохоличари. Повеќе примери. Ми се чини дека само тие деца се најагресивни. Толку само. Фала, многу пријатно. Ви благодариме многу за јавувањето и за размислувањето. Даниела, ве молам задржите мислата, да го погледнеме првиот блок утрински вести, па ќе продолжиме со темата и Мегеши. Децата ги знаат своите права и кои ги крши правата на децата. Имено во јавувањето на претходната гледачка ни кажа куса споредба со како сето ова е регулирано во Соединетите Американски држави. Се надеваме ќе биде регулирано и кај нас. Да, се надевам, меѓутоа исто така нешто што многу значајно спомна претходната гледачка е од каде насилството кај децата во толку голем процент. Значи исто така се сложуваме и ние дека сето тоа што го наброја гледачката има голем удел, но и сосема е очекувано, значи не е нешто што би требало да не изненади од каде кај децата толку голем процент на агресивност, земајќи во предвид како денес децата го поминуваат своето детство и колку се изложени на цртани, првенствено уште од најрана возраст, цртани кои што изобилуваат со насилство и агресија, потоа исто тука се и нивните видеоигри, интерактивни видеоигри кои што се полни со насилство. Мора да се надополнам, нашите деца се први во светот по играње на Counter Strike, меѓу другото, не знам дали ја знаеш ова информација. Токму тоа, значи родителите во трка со времето во кое што се наоѓаат и екзистенцијалниот проблем за да обезбедат поголема финансиски средства за своите деца, и едноставно ги оставаат своите деца, поголем дел од родителите, да не земаме тука глобално, ги оставаат своите деца на видеоигра која што изобилува со насилство и нормално тоа се всадува во детето. Не земајќи во предвид како тоа сето ќе делува понатаму. Исто така и самите родители следат серии кои што се преполни со насилство и агресија, а децата се присутни околу нив и го следат истото тоа, така да сосема е нормално сето ова што го слушаме и што го гледаме дека се случува околу нас. Како и преку што Мегеши се труди да го сузбие насилството меѓу младите? Токму така, значи Мегеши минатата година започна со проект наречен Мировно образование, заедно со партнерската организација Курве Вустров од Германија. Целта значи на овој проект е токму да се намали насилството помеѓу учениците во училиштата и да се актуализира мировното образование за да може да се вметне во наставниот курикулум. Во овој проект вклучени се 3 средни училишта од Скопје, Средното медицинско училиште доктор Панче Караѓозов, гимназијата Никола Карев и ГУЦ Здравко Цветковски. Во овој проект значи вклучени се 12 професори по 4 од трите средни училишта, се извинувам, и заедно со 6 млади мировни едукатори работат значи на полето за изградување на мирот. Во училиштето значи започна со отварање на младински клубови каде што учествуваат ученици од овие училишта. Во овие младински клубови значи се работи на тоа да се надмине насилството, како поинаку да се разговара за да можат ете учениците да се прифатат бидејќи постојат значи најразлични различни култури постојат и тоа е многу добро за да во младинските клубови успеат значи да се запознаат учениците, да може да се дружат и заеднички да ги надминат конфликтите. Во однос на она што се случуваше и беше актуелно изминатиот период во мировното образование, тоа што имавме форум и танц театар,
во кој што учествува самите ученици од овие младински клубови. Целта на овој форум театар и танц театар беше прикажување на облици на секаков вид на насилство и како сето тоа може на поинаков начин да се изведе со цел да се надмине насилството, дека постојат поразлични начини на комуникација помеѓу самите ученици. И во Мегеши, како и во сите поголеми организации, апсолутно неопходни се волонтерите кои што активно ќе работат и ќе продолжат мисијата на организацијата за која што работат. Колку волонтери сакаат да работат во Мегеши? Па да, значи Мегеши е организација, првата детска амбасада во светот Мегеши е организација која што го поддржува и го практикува волонтеризмот. Во Мегеши моментално има активни 15 волонтери, но секако отворени сме за сите оние кои што сакаат да се вклучат и да дадат дел од себе, значи да го искористат квалитетно своето слободно време, да бидат корисни за оние на кои што им се потребни, а на тој начин да бидат и за себе. Значи со волонтирањето луѓето стекнуваат нови знаења, умења, способности и шират своите социјални мрежи и помагаат, значи се чувствуваат хумани и помагаат на оние на кои што им се потребни. Значи секако земајќи во предвид дека нели во моментов имаме екзистенционална криза, малце е намален бројот, но сепак има луѓе кои што сакаат да бидат тука за децата и за сите останати луѓе на кои што им се потребни. Овие проекти за кои што зборувавме изминативе 10 минути се проектите на кои што ќе бидете сконцентрирани и во наредниот период. За се што ќе биде ново и актуелно ќе ве повикаме кај нас, но мислам дека ќе биде набрзо бидејќи јубилеот ви се ближи за брзо време. На 29 април, значи е јубилеот на првата детска амбасада во светот Мегеши, значи навршуваме 20 години од постоењето. Така да секако ќе бидете информирани и вие останати. Македонија. Кога зборувавме на почетокот на разговорот за тоа колку децата сакаат или се охрабруваат да пријавуваат на бесплатниот телефонски број, ми кажавте дека некаде до август околу 8 деца се јавиле и пријавиле на бесплатниот телефонски број, што не е голема бројка, но затоа ова го користиме да ги охрабриме најмладите. Така, секако уште еднаш ќе го повториме бесплатниот СОС телефон 0801 22 22 и повикуваме еден апел до сите деца, значи да се јават на овој бесплатен телефон, дури не мора да биде за некој конкретен проблем, него едноставно да доколку сакаат да поразговараат со некого за било која тема, значи секогаш има стручно лице кое е тука за нив да одговори на нивните потреби и барања. Значи во овој период најмногу имаме јавувања од возрастни се уште, но токму затоа ние пробуваме не само на овој начин преку медиумите, туку и во школството, влегуваме во школството преку флаери, преку букмаркери, да ги информираме децата дека постоиме тука за нив и ќе постоиме и понатака за нив. Ви благодарам многу за гостувањето во Добро утро Македонија. Се гледаме со се она што ќе биде ново и актуелно кај вас. Ви благодарам и на вас. Пријатен ден. Пријатен ден, останете заедно со нас се до 9.